Денеска до редакцијата на телевизија Кочани стигна соопштение за јавноста од Општа болница Кочани со следната содржина. Пациентката со иницијали ЈД на возраст од 58 години од страна на медицинска екипа на итната медицинска помош на ден 30.3.2020 година околу 14 часот и 30 минути е донесена на интерно оделение во Општа болница со проширена дејност Кочани. При примарниот преглед пациентката била во крајно лоша општа состојба, со порозна со нарушени витални параметри, немерлива тензија и диспноична. Дополнително е добиен хетероанамнестички податок дека пациентката е со придружни коморбидитети, ревматоиден артритис, квадриплегија за кој подолг период примала терапија. Заради тежината на клиничката слика е повикан анестезиолог и отпочната реанимација и интензивен третман, на што е добиен позитивен одговор. Конзилијарно е повикан невролог и по стабилизација на виталните параметри, конзилијарно е одлучено пациентката да биде хоспитализирана на интерно оделение каде добива соодветен третман. Во однос на објавата пренесена на медиумите од страна на синот кој добил информација дека неговата мајка починала, а истата била жива, по обавениот разговор со тимот на дежурни лекари специјалисти, имаме информација дека никој од семејството не ги контактирал лекарите специјалисти кои работат на интерно оделение за да добие информации за пациентката, зашто информации за хоспитализиран пациент дава лекар специјалист. Случајот кој беше објавен во јавноста е пријавен во соодветните институции. Земени се изјави од сите инволвирани и по добивање на извештајот од институциите ќе излеземе со ново соопштение за јавноста, а доколку се утврдат неправилности од страна на вработени во нашата институција, истите соодветно ќе бидат санкционирани, се вели во соопштението од јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кочани.